Драги гледачи, спортски поздрав во студиото на Ирис телевизија. Време е за фудбал, за интерпретирање на најновите настани, поврзани со првенството во третата фудбалска лига група Исток. На програмата во оваа спортска среда беа натпреварите од воредното 25-то коло, во кое нашата екипа со снимател Јордан Пекливанов беше на градскиот стадион во Пробиштип на надпреварот Рудар 1947 Китго Пехчево. Рударите од Пробиштип се во своите традиционални зелени дресови, додека пак играчите на Китго се во своите традиционални бели дресови. Времето во Пробиштип е сончево и тивко, теренот тревнат и мек, што нуди прекрасни услови за одигрување на добар првенствен надпревар. Тренерот на Рудар, Ѓоко Аксентиев, за овој надпревар се реши за следниот состав. Со број 12 Јовица Радовановиќ, број 2 Иван Михајловски, број 5 Методија Кралевски, број 6 Манев Давид, број 7 Стефан Нунев, број 8 Мики Петрушев, број 9 Никола Алексов, број 14 Мартин Трајчевски, број 16 Дарко Анастасовски, кој е водно и капитан на екипата, број 17 Антонио Стојчев, број 20 Тихомир Тодосовски. На клупата за резервни фудбалери се со број 3 Дарко Стојановски, број 23 Иван Маđов и со број 33 Дилан Астрахиловски. Тренерот на Китго Пехчево Трајче Сенев се реши за следниот состав. Со број 1 Стојан Богдановски, број 4 Миле Денковски, број 5 Денијан Донов, број 7 Мартин Стојанов, број 11 Бован Марич, број 13 Иван Колев, број 14 Јорданчо Трендафилов, број 16 Бован Тиквешанац, број 19 Мартин Димовски, кој е воедно и капитан на екипата, број 20 Владко Стојанов и со број 22 Петар Најдов. На клупата за резервни фудбалери се со број 12 Тамер Јамаковски, број 6 Иле Синев, број 9 Андреј Симевски, број 15 Владимир Дујовски, број 17 Дарко Нацев и со број 21 Томи Станоевски. Главен судија на надпреварот е Драган Јаневски, првпомошник е Мики Пецов, а втор помошник е Дејан Стоиков од сите откочени. Делегат на овој меч е Лупчо Доневски од Скопје, а контролор е Драган Ѓоргиевски од Крива Паланка. Првиот центар тргнуваат домашните играчи, играчите на Рудар кои ќе се обидат да му парираат на гостинскиот тим, кој очигледно е голем фаворит за овој меч. Така првите минути минуваат во почетно испитување со игра во главно по средината на теренот. Веќе во третата минута, посериозна закана по домашните резултира со гол по акција која тргна од Колев, потоа ја спроведа Андонов, Тиквешанац, Трендафилов, за да Марич ги проигра Најдов или Марти Стојанов. Најдов во пат ја поткачи топката, која одговорно се одби во телото на Кралевски и влезе во голот на Рудар. Водство на Китго од 0:1 со автоголот на Методија Кралевски уште во третата минута од надпреварот. Слушай, ваќе ли биде подолга репортаж? 2:40.
Домашните прават прв центар, очигледно и самите изненадени од високиот квалитет на гостинскиот тим и секако од агресивниот пресинг по целиот терен. Капитенот Димовски во напад го форсира Марич, кој со силен удар се обиде да го изненади голманот, но топката отиде крај голот. Трендафилов го предводи нападот на кјут гол средината на теренот. Додава кон Мартин Стојанов, кој од десната страна упатува центаршут, по кој шутира Димовски откосо, но голманот ја избоксува топката во корнер. Еден од ретките напади на Рудар го предводи Петрушев, кој нафрлил пред голот на кјут гол. Скок на Андонов, кој ја поткачи топката со глава пред Алексов, пошто таа оди кон голманот Богдановски, кој ја фаќа и брани. Своите ништенски справи ги тестираше и Трендафилов со шут од околу 20 метри, но топката отиде над голот. Одлична топка доби Мартин Стојанов, влета во казнетиот простор на Рудар. Се обиде да ја сврте топката кон пеналтикот, но на место е Манев и ја раштисти оваа ситуација. Неуморниот Владко Стојанов со одлична асистенција го пронаѓа слободниот Марич на левата страна. Марич ја прифати топката, мина еден играч и со одмерен и прецизен удар нишанеше во спротивниот агол, постигнувајќи гол за 0:2. Бобан Марич, стрелец во 18-та минута. Ојде Бобан. Четврто, вие вашите имат паричи. Иако примиат 2 голи, играчите на Рудар играат отворено и без страф, очигледно со намера и тие да постигнат барем потесен гол. Трендафилов води нов напад, по кој го проигрува Марич и стрчи во домашниот голман и некако му посвета на Марич да ја упати топката во голот кој беше празен. Кит го е во напад, изнудија дечките аут, кој го извиде Тиквешанац. Топката уфрли кон Димовски, кој повторно ја врати пошто Тиквешанац упати висока парабола кон голот на Рудар. Топката ја прифати Бобан Марич и рутинирано од прва ја смести во голот за водство на Кит го од 0:3, ја бележиме 22-та минута на преворот. 22. Ојде.
Играчите на Рудар тргнуваат повторно центар и продолжуваат со својата игра на ненадејни акции. Мала несигурност во одбраната на Кидго и две ненадејни шанси за Рудар, од кој вториот удар со глава на Стојчев, во кој голманот Богдановски е принуден во бековски стил да интервенира и да спасува сигурен гол, исфрлајќи ја топката од самата гол линија. Владко Стојанов повторно со добра асистенција, овој пат кон Најдов, кој продолжува кон Димовски, на кого пресад му тргнува домашниот голман, а Димовски сепак шутира, но изблокира некој од одбраната на Рудар и исфрли оваа топка. Тикашанот се патува центар шут, на топката оде од брамениот играч Рудар, кој со глава ја одби, но само до Мартин Стојанов, кој пак шутира откусо во спротивниот агол, но за малку крај голот. Корнер за кют гол го изведе Димовски, скокна на првата статива Колев, но шутираше над голот. Брз контрнапад на Рудар преку Михајловски, кој нафрла кон казетиот простор на кют гол. Скокна со глава Алексов, но лошо го прави тоа и топката е во рацете на голманот Богдановски. Нова добра шанса за Рудар, која што остана и овој пат нереализирана. Андонов со долга топка го пронаоѓа Мартин Стојанов, кој избива сам пред голманот на Рудар, но шутира крај голот. Топка од позадина од Колев до Тиквешанац, кој пак додава за Димовски. На него оди домашниот голман, кој киксира, а Димовски мирно и рутинирано ја смести топката во голот за веќе убедливи 0:4. Мартин Димовски, стрелец во 30-та минута. До крајот на полувремето, акциите во главно се одвива по средината на теренот, без позначени моменти и за едните и за другите. Напоменав дека времето беше пеколно топло, така да и судијата Јановски и им излезе во пресет, им даде тајм-аут на играчите на средината од полувремето за да се освежат. Тоа на камерата не е точно 40. Кој е последниот? Мартин ли го даде, бе? А? Во вториот дел, првиот центар тргнуваат гостите од Пехчево, кој очигледно се задоволни од високото водство од 4:0. Но сигурно инструкциите на тренерот Трајче Сенев се да се продолжи во истот темпо и ист ритам до самиот крај на надпреварот. Со своји намери се играчите на Рудар да продолжат со отворена игра и да постигнат барем потесен гол. Токму и од нив се првите закани по голот на Кит Го. Слободен удар за Рудар. Од левата страна висока топка упатена кон голот. На неа налета Нунев, кој од идеална позиција промашува чист зицер и топката отиде крај голот.
Рудар изнуди нов слободен удар на 25 метри од голот. Слободниот удар го изведе капитенот Дарко Анастасовски, кој упати вистинска бомба, сместувајќи ја топката во голот на Кјут гол. Интервенираше голманот Богдановски, но ударот беше мощен, силен и прецизен, вистински еврогол на Дарко Анастасовски за резултат 1:4 во 51-та минута. Браво. Бяха извънредни. 6:30. Не беше стајаски стрелец гол. Напорите на домашните играчи вродија конечен со плод и го постигнаа толку посакуваниот гол, кој по неколкуте пропуштени шанси и сосема го заслужија. Тиквишанот се осаме по левата страна и упатува центаршут на спортивната, каде што ја прифаќа и веднаш шутира Мартин Стојанов. Неговиот удар е изблокиран, но топката доаѓа до Марич, кој одблизу знае и умее како да ја затрше противничката мрежа. Бобан Марич во 50-та минута за резултат 1:5. Бобан Марич беше иницијатор и на акцијата на која му асистираше на Мартин Стојанов, кој малку се подзаборави во дриблинците, при што неговиот удар беше закасет и изблокиран. Нова акција на Тиквишанац, кој додаде до Марич, кој се слободи по левата страна. Упати и удар, но само во надворешниот дел од мрежата на голот на Рудар. Корнер за Кјут гол од левата страна, за кој е задолжен Мартин Стојанов. Убав, одличен центаршут на втората статива, скок на штоперот Дени Андонов и постигнува гол за веќе 1:6 во 56-та минута. Тоа дек беше, таму што беше повреден од нашите. Фехчевното коленото што му се паси. Знаеш колку лошо беше пред нас да си тоа, 10 метра. Знам, ама не е тај. Капачето му се измести ногата така. Страшно беше, дай го подигнала. Сите му си јавуват, а не јаваме. Ко не е? И дека да знам, тај број го... Рудар продолжува со својот отворени игри, при тоа се заканува со контри. Убава асистенција на Анастасовски, топка за Нунев, кој шутира кон голот на Кјут гол, Богдановски повторно го спасува својот гол. Акција по десно преку Денковски кој нафрла за Марич, кој се обиде со волеј, но лошо ја зафати топката кој отиде во гол аут. Пробив на Мартин Стојанов по десно, се обиде да го пронеде Марич во средината на голманот, ја просре неговата намера и сигурно одбрани. Браво. Туци, Петерина, туци,
Контрнапад на Рудар преку Анастасовски, кој на лево додава кон Стојчев, кој шутира, но Богдановски интервенира и исфела топката само до Нунев, кој повторно се обидува шутира кон голот, но овој пат спасува Тиквешанац. Наца по левата страна идеално додава за Симевски, кој се обидува да постигне гол, но домашниот голман со нозе спасува чист гол од самата гол линија. 16-ка Манев, А шестката кој рече? 6-ка Анастасов. Повторно Тиквишанац е во елемент, со прекасен центар шут на кој реагира Мартин Стојанов. Шутира кон голот, а голманот одличи, тренира и боксува во корнер. Добра акција на Кит го преку Владко Стојанов, кој додава до Симевски, кој пак со лоп удар шутира кон празниот гол, но за жал стативата беше сојузник на домашниот голман. Долга акција на Рудар, која продолжи по левата страна, а со удар се закани Стојановски, но топката отиде крај голот. Јаве. Една најзијат безопасна акција. Андре Симевски ја круниса атрактивно со пета, додавајќи до Мартин Стојанов, кој конечно после многу промашувања постигна гол за резултат 1:7 во 83-та минута. Со тоа беше поставен и конечниот резултат на овој надпревар. Рудар 1947 Кит го Пекчево 1:7, полувреме 0:4. Честитки за играта и за залагањето заслужуваат и играчите на Рудар и на Кит го, кој по пеколно топлото време одигра борбено, атрактивно и мощно ефикасно. Надпреварот мина во мощна фери, коректна атмосфера со меѓусобно почитување на сите играчи, за што заслуга има и одличната свирка на судиската тројка од Кочани на чело со Драган Јаневски. Мора да се истакне податокот дека играчите на Кит го Пекчево се најефикасни во Македонија. Досега постигна 107 голови, со што ја струшија бариерата на троцифрена бројка постигнати голови. Ова бројка сигурно ќе биде зголемена, бидејќи до крајот на првенството има да се одиграат уште 3 кола. Еве ги комплетните резултати од ова 25-то коло. Малеш Брегалница 2:3. Овчеполе Кежовица 1:1. Петар Левков, стрелец на гола за Кежовица. Рудар 1947, Кит го Пекчево 1:7. Слободна во ова коло беше екипата на Слога 1934. Табела. Кит го Пекчево е на првото место со 67 освоени бодови. Второ место Кежовица 38. Трето и четврто место го дела Слога 1934 Овчеполе со по 32 бода. Пето место Малеш 31 бод, шесто место Брегалница Гола кој има 29, на седмото Рудар 1947 има 23 и последно 8 место веќе од пишаната Зрновка со само 1 освоен бод. Тука некаде е крајот и на оваа спортска репортажа, драги гледачи, ви благодарам за вниманието, останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!